Во наредните минути следува прегледот на вестите на Канал 8. Општина Кочани доби согласност од Советот на општината наредниот период да продолжи да го субвенционира функционирањето на јавниот градски превоз. И покрај дилемите и дискусиите околу рокот на кој треба да се склучи договор со превозникот, на крајот помина предлогот тоа да биде на 5 години. Предлог одлуката за измени во договорот за обезбедување градски линиски превоз во Кочани беше една од точките на дневниот ред на седницата на Советот, што предизвика внимание меѓу советниците. Иако ставовите беа едногласни оти функционирањето на јавниот превоз треба да продолжи во наредниот период, а при тоа од општинскиот буџет да се обезбедат и субвенции за билетите како и досега, дилемата се јави околу рокот на кој треба да биде потпишан договорот со превозникот. Едно прашање кое што е единствена промена во оваа точка, тоа е зошто договорот се планира да се потпишува на 5 години, а не како досега на 1 година. Бидејќи договорот кој општина Кочани го има склучено по основ на јавната набавка од претходната година е со времетраење од 12 месеци, истиот ќе истече за неколку месеци. Ние имаме дозвола веќе на истата распределена линија која му издадена на економскиот оператор за времетраење од 5 години. По истекувањето на договорот, тој може да врши превоз на патници, меѓутоа ние како општина не можеме да учествуваме во средствата на цената на билетот на патникот, односно не можеме да го субвенционираме. Патникот треба граѓанинот на свој трошок да се го плаќа билетот од 20 денари. Со тоа, со оваа постапка и во консултации со инспектори од оваа област сообраќајна се констатира дека е поповолно, како и од функционална гледна точка и економска и правна, да биде времетраењето на договорот еднакво на времетраењето на дозволата која му се издава на превозникот. Ваквото образложение и понатаму остави дилема кај дел од советниците кои имаа свој став во врска со времетраењето на договорот со превозникот. Значи само една компанија, еден економски оператор може 5 години да врши превоз. Со тоа е намалуваме конкуренцијата и мислам дека ќе намалиме и квалитетот на услугата, бидејќи мислам дека конкуренцијата е единствен регулатор на квалитетот на услугите кои што ќе ги добиваат граѓаните. Оно што сакате да го спомнете, дали ќе се фаворизира некој или не се фаворизира, апсолутно не се фаворизира, затоа што по распишувањето на јавни оглас кој што ќе го има на јавната набавка, секој може да се јаве и секој може да го добие, при тоа нудејќи најповолни услови. Значи секоја компанија може да се јави сега. Значи тоа не станува збор. Меѓутоа поважно и најважно за нас е тоа дека граѓаните ќе имат сигурност дека во следните 5 години оваа линија ќе биде субвенционирана од страна на општина Кочани. Оваа мерка е окей, него треба на време да се распишува тендер. Можело вика 5 години. Утепаме се школите секоја година, бе, луѓе, распишуваме тендери. Зашо не кажате дека на 5 години ќе ги распишуваме? За да не ги доведуваме граѓаните во состојба дали ќе биде субвенционирана, дали нема да биде субвенционирана. Без разлика кој да биде градоначалник и после овој мандат, општината презима врска да го субвенционира, да ја субвенционира линијата и тоа ќе го прави со 50% од цената. Ве повикувам да гласате. Дополнително објаснување за дилемите на советниците дојде и од општинската администрација. Неосновани се сомнежите дека ние фаворизираме определен добавувач. Не само во делот на превозот, мислам дека годините наназад, овие 2 години покажавме дека по сите јавни набавки апсолутно не се мешаме во истите. Можете слободно да контактирате со лицата што ги работат јавните набавки, дали ние се интересираме за процесот на спроведување, пријавени или слично. Значи, последно што добиваме информацијата кога го склучуваме договор. Да нема сомнеш од ваша страна, предлагаме овој период да го измениме, нека биде на година, на 2 години, за да не оставаме опашки по завршување на мандатот на овој градоначалник. Со оглед што репликите тргнаа во поинаква насока од очекуваното, беше дадена кратка пауза, по која дискусиите се смирија. Пред гласањето за точката, советникот Стојчевски излезе со предлог договорот со превозникот да се склучи на пократок рок, односно на 2 години. Зашто гласаа 7 советници, па предлогот не беше поддржан. На крајот остана правичнината предлог одлука, договорот да биде на 5 години, а општината за целиот период да го обезбеди субвенционирањето на цената на билетот од 50%,
за што гласаа 11 советници. Одрон од карпи и земја повторно го прекина сообраќајот на патниот правец од Кочани кон Делчево. Екипи на Македонија пат најавија дека во наредните денови ќе работат на расчистување, а возилата привремено ќе се пренасочуваат. Огромен одрон од карпи и земја го прекина сообраќајот од Кочани кон Македонска Каменица и Делчево. Поради обилните врнежи од дожд и големата влажност, земјата и карпите се свлекле на коловозот во близина на местноста Саваро кај Истибања, пошто целосно е прекинат сообраќајот. Според информациите од Македонија пат теренот е небезбеден. Камењата постојано паѓаат и возилата се пренасочуваат преку алтернативни сообраќајници. Од подружницата на јавното предпријатие Македонија пат информираа дека слечиштето започнало да се руши препладнето околу 11 часот. Во тоа време поминувала само една цистерна, а возачот го запрел возилото. За среќа нема повредени. На терен излегол и државниот инспектор за сообраќај и патишта кој направил увид на местото и издал наредба за прекин на сообраќајот. Од Македонија пат најавуваат дека во наредните неколку дена патниот правец од Кочани кон Македонска Каменица ќе биде затворен за сообраќај, бидејќи ќе биде потребно минирање на останатиот дел од слечиштето. Исто така, состојбата и понатаму ќе се следи, а ќе се работи и на расчистување на теренот. Општина Зрновци ќе реализира повеќе инфраструктурни зафати за кои обезбеди над 18 милиони денари. Средствата се добиени од државниот буџет, а ќе се реализираат неколку капитални објекти во трите населени места во општината. Локалната самоуправа на Зрновци обезбеди над 18 милиони денари со кои ќе почне или во тек е реализацијата на неколку инфраструктурни објекти во трите населени места во општината. Станува збор за капитални инвестиции, за кои парите се обезбедени од државниот буџет, а дел е и со кофинансирање од сопствени извори. Ние во овој момент веќе имаме два тендера во постапка, тоа е асфалтирање на улица Трифон Ванѓелов во село Мородбис во должина од 400 метри. Финансиската конструкција обезбедивме од Агенција за финансиска подршка на земјоделието и регионалниот развој во висина од 5 милиони денари без ДДВ. Исто така во тендерска постапка и реконструкција и санација на културниот дом во село Видовиште, а оваа финансиска конструкција исто така по друга мерка е обезбедена од Агенцијата за финансиска подршка на земјоделието во висина од 8,5 милиони денари. Реализацијата на овие две инфраструктурни инвестиции ќе биде по потпишувањето на договорот со изведувачот на градежните работи. Градоначалникот Станков додаде дека освен во Мородвис и Видовиште, наскоро ќе започнат градежни работи на етно куќата во Зрновци. Заврши веќе тендерската постапка за изградба на етно куќа во село Зрновци, односно сместена ќе биде во етнопаркот. Оваа тендерска постапка, значи, како што реков, заврши, изберење изведувачо, договорот веќе ни е договорено во понеделник да биде склучен и јас очекувам дека до крајот на месецот ќе започнеме со изградба на истиот објект. Во моментот се работи исто така на изградба на пешачка патека на влезот во Зрновци во должина од 500 метра. Овде се бетонира и пропратниот земјен канал, самиот пат ќе биде и проширен со половина метар, меѓутоа и пешачка патека, значи од метар и 50. Заедно со проширувањето на постојниот коловоз се очекува да се постави соодветна сигнализација за да се подобри прегледноста за возачите и за другите учесници во сообраќајот. Станува збор за важен зафат со оглед што во непосредна близина се наоѓаат и детската градинка, спортските терени и екоетно паркот. Реализацијата на тековните инфраструктурни инвестиции во Зрновци треба да заврши до крајот на октомври. Паралелно со нив, во општината се размислува и за третата фаза за изградба на пристапна улица и паркинг за постојниот етнопарк. Инспекцијските контроли на учесниците во сообраќајот во регионот покажале голема недисциплинираност на возачите, но и на пешаците. Поради тоа изречени се 16 казни за направени 25 прекршоци од страна на граѓаните кои непрописно преминувале улица. Секторот за внатрешни работи од Штип деновиве на теренот на источниот регион спровел засилена акцијска контрола кај учесниците во сообраќајот, при што освен возачите на моторни возила и велосипедистите, биле контролирани и пешаците.
Според известувањето од Министерството за внатрешни работи, на 10 јули во периодот од 8 до 13 часот била спроведена вонредна акција, со која се констатирани 25 прекршоци. Со оглед на сериозноста на грешките што ги направиле пешаците, издадени се 16 мандатни платни налози, а 9 пешаци биле писмено предупредени. Исто така, санкционирани се и 8 други прекршоци. Најголем дел од казните се изречени за неправилно преминување на улица, односно некористење на пешачки премин, како и за движење по коловоз наместо по тротоар. Од секторот за внатрешни работи информираат дека со слични контроли ќе продолжат и во наредниот период за превентивно да се действува во подобрување на сообраќајната култура кај граѓаните, како и за намалување на бројот на несреќите во кои најчесто страдаат пешаците. Планинарско-спортскиот клуб Осогово од Кочани се придружува кон активностите за одбележување на Петровден. Се е подготвено за традиционалниот планинарски марш, што ќе се изведе од манастирот Свети Пантелеимон до локалитетот Раткова скала. Планинарско-спортскиот клуб Осогово веќе традиционално секоја година по повод празникот на Кочани Петровден организира планинарски марш со учество на клубови од земјата и странство, како и планинари, рекреативци и влюбеници во планината. Годинава по втор пат маршот ќе се одвива до локалитетот Раткова скала на 1250 метри надморска височина. Стартот ќе биде од селото Пантелеј, а должината на патеката во еден правец е 10,5 километри. Од таму до Раткова скала се стигнува за околу 3 часа. Планинарскиот марш на кочанските планинари годинава се реализира по 12 пат, а ќе се одржи в недела на 14 јули. Планинарската патека во изминатиот период целосно беше исчистена, трасирана и маркирана со повеќе ознаки. Нејзината тежина се оценува како средна лесна, а на пешачењето можат да земат учество сите влюбеници во планината. Од планинарскиот спортски клуб Осогово повикуваат заинтересираните да го пријават учеството на маршот најдосна до петок заради подобра организација и утврдување на точниот број на учесници за кои ќе биде обезбеден и ручек. Исто така ќе бидат доделени признанија за клубовите од другите градови, како и за најмладиот и најстариот учесник на маршот. Следуваат информациите од спортот. Втор финалист на овогодишниот Петровденски турнир во мал фудбал е екипата на Деликатес. Таа го совлада тимот на Балкан Лукс во втората полуфинална средба, со што во финалето за противник го има тимот на Клариса. Со победата од 4:0 против екипата на Балкан Лукс и играчите на Деликатес во вториот полуфинален надпревар од Петровденскиот турнир во мал фудбал обезбедија пласман во финалето. Таму за противник го имаат силниот тим на Клариса, кој се пласираше во борбата за првото место откако во вторникот го победи Фабијан. Поради неповолните временски услови и обилните врнежи од дожд, вториот полуфинален надпревар се одигра во салата на основното училиште Никола Карев. До средината на првото полувреме надпреварот беше изедначен, а први можноста да го откријат резултатот ја имаа играчите на Балкан Лукс. Сепак нивните напори не успееа и ја прокоцкаа зрелата шанса за гол. Набргу беа казнети, примија погодок по кој речиси на теренот главни беа играчите на Деликатес, кои до крајот на првото полувреме постигнаа уште 2 погодока. Во вториот дел тие ја потврдија победата и со вкупен резултат од 4:0 обезбедија настап во финалето. За победникот од финалниот надпревар меѓу Клариса и Деликатес, како и од надпреварот за третото место меѓу Фабијан и Балкан Лукс, ќе информираме во нашата наредна информативна емисија. Во Чешиново почнаа надпреварите од фудбалскиот турнир на Илинденските спортски игри. Учествуваат 8 екипи кои се поделени во 2 групи, а традиционално финалната средба е на 2 август. По отворањето на Илинденските спортски игри во Чешиново, што годинава се одржуваат по 47 пат, веќе се одиграат 2 надпревари од групата Б. Во првата средба Соколарци го совлада Спанчево со 3:1, а во вториот надпревар од истата група што се одигра во средата домакинот Чешиново ја победи екипата на Калниште од Долни Балван и со 3 освоени бода се изедначи на табелата со тимот на Соколарци.
Иако први во водство дојдоа гостите, сепак домашните фудбалери до крајот на првото полувреме го изедначија резултатот. Со погодокот во вториот дел успеа да дојдат до значајната победа. Надпреварите од овогодишните илинденски спортски игри во Чешиново продолжуваат в сабота. Тогаш ќе се одиграат и двата преостанати надпревари од А групата. Во 17 часот се среќаваат Облешево и Карбинци, а од 19 часот ќе играат Чифлик и Крупиште. Со информацијата за временската состојба ги завршуваме овие вести на Канал 8. Пријатно!